Të dashur shikues, mirë se vini në një tjetër edicion të emisionit Bashkimi Evropian dhe ne, ku së bashku do të mundohemi të analizojmë rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt integrimit evropian, ashtu siç edhe bëjmë në edicione tjera ku në fokus kemi sfidat, përgjegjësitë dhe mundësitë të cilat na dalin përpara shoqërisë sonë. Sot do të flasim për një nga proceset më të rëndësishme gjatë procesit të reformave, digitalizimin e administratës, procesin e reformave të digitalizimit, si do të ndikojë kjo në jetën e përgjithshme të qytetarëve, po ashtu edhe në transformimin digital në përgjithësi, shërbimet publike, si do të arrijnë transparenca e institucioneve e të tjera. Në këtë temë do të flasim sot, kam kënaqësinë që kam sot Ministrin e Transformimit Digital, zotin Stefan Andonovski. Mirë se erdhët. Благодарам на поканата. Добро вечер. Поздрав до вашите гледачи. Zotin Ministër, si shpërmenda edhe pak më herët, do të flasim për shumë shtylla dhe tema, mirë po fillimisht në mënyrë pak më të zgjeruar do doja të marr përgjigjen tuaj në lidhje me cili është vizioni juaj institucional, por edhe personal, në lidhje me digitalizimin e Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2030. Па во смисла и на вашата емисија, сметам дека дигиталната трансформација е тој крупен исчекор кон европската иднина на Македонија. Не само кон пристапување кон Европската Унија, туку донесување на европски квалитет на живот на нашите граѓани. И затоа мојата визија е дигиталната трансформација да придонесе кон целосно трансформирање на јавните услуги, на услугите кои што државата ги нуди кон граѓаните, тие да бидат поефикасни, лесно достапни, ослободени од корупција и од лични интереси или лични интереси и субјективни мислења на јавната администрација и достапни до сите граѓани на побрз и на поефикасен начин. Таргетот е 2030 година во кој што треба да покажеме дека Македонија може да биде, иако мала држава, лидер регионален во дигиталната трансформација и во нудењето на ефикасни јавни услуги кон граѓаните. Në çfarë mënyre mendoni se do të ndryshojë jeta në përditshmërinë e qytetarëve, duke filluar nga shërbimet themelore administrative dhe ndërveprimin në nivel lokal? Многу долго време, дури можам да кажам дека уште од комунизмот, граѓаните се третираат како странка кога ќе влезат во институциите. И уште од порано односот помеѓу јавната администрација и граѓанинот бил однос на шалтер. И граѓанинот дека треба да чека, а јавниот службеник да му ја заврши работата, па овој треба да го почасти, и се створила култура во која што во подредена ситуација се ставани граѓаните. Нам не е потребна целосна трансформација на културата. Јавната администрација треба да го гледа граѓанинот како клиент, не како странка во постапката, што значи дека целокупниот однос треба да биде кон услуга кон граѓанинот, а не граѓанинот да биде должен да чека или да наоѓа контакти, врски, да потплаќа за да заврши една од наједноставна па се до најсложена работа. Затоа во визијата на дигиталната трансформација не треба да ја гледаме дигиталната трансформација како цел сама по себе, туку како граѓанинот ќе го врати на пиедесталот. Затоа што треба да сме свесни дека јавната администрација постои исклучиво заради граѓаните. Да не се граѓаните кои што плаќаат даноци, да не се компаниите кои што плаќаат даноци во државниот буџет, јавната администрација нема причина да постои. И од тука е нашиот примарен фокус како да го олесниме пристапот на граѓаните, да тие завршат одредена работа преку мобилен телефон или на компјутер, или пак дури да дојдат во услужните центри на нашето министерство или другите институции, да тоа биде лесна, брза процедура во која што граѓаните нема да се чувствуваат дека се во подредена ситуација. Така што фокусот е на намалување на редиците на чекање, намалување на потребата на одење од канцеларија во канцеларија, од шалтер на шалтер и побрзо, поефикасно завршување на работата за граѓаните да имаат можност да го поминуваат времето во работите кои што сакаат да ги прават и да бидат продуктивни на своето работно место, затоа што во моментот нам не е потребно ден од одмор да земеме за да завршиме некоја обична административна работа. Да, секако тоа се случува во нашиот секојдневен живот, но знаеме дека институциите дали го имат тој капацитет на човечки ресурси, да кажеме, да можат да бидат способни за оваа трансформација од некоја алатка со која што работат мануелно до некоја посовршена технологија. Тоа е можеби најголемиот предизвик во процесот на трансформација. Вие може да донесете најнова опрема, најквалитетен софтвер, истиот да го заштитите, но дали јавната администрација ќе го употребува,
Ако гледате по бројка, ние имаме јавна администрација која што е на просекот на државите од Европската унија. По број, ние имаме доволно административни службеници за работата да биде одлично завршена. Но квалитетите, знаењата, вештините на јавната администрација се, можам да кажам, на недоволно развиено ниво, односно на слично ниво како што се и граѓаните воопшто. И дополнително на тоа развиена е култура на конформизам, која што значи дека многу тешко се реагира на промените и многу голема отпорност има на промените, и наша задача многу почесто е не да купуваме софтвер, туку да работиме на промена на културата. Се обидуваме, уште од почетокот започнавме со доста обуки, кои што ги вршиме, презентации обуки кои што ги вршиме на нашите колеги од администрацијата, од нашето министерство и кон другите министерства, и полека се надевам дека ќе го менуваме тој начин на функционирање. Дел од вработените работат со другите министерства на обуки, дел од вработените еве ги испраќаме на помош во управата за водење матични книги, за да помогнат и таму во процесите на дигитализација и забрзување. Дел од нив ќе работат на нови услуги, креирање на нови услуги, така што еден динамичен процес, но често велам не е скапа алатка дигитализацијата, туку повеќе промена на културата, на политичката желба и на системскиот пристап. Cilat janë mekanizmat për monitorimin e gjithë këtij procesi të cilit e përmendët? A ka ndonjë mënyrë se si do të jetë ky proces transparent për qytetarët, ku ata do të mund ta ndjekin këtë proces dhe do të kenë qasje deri tek këto ndryshime apo reforma? Па ние во првата стратегија за сајбербезбедност која што веќе ја донесовме, имаме акционен план со точно утврдени рокови и конкретни активности што треба да се преземат за да се стасат до тие таргети кои што сме ги поставиле. Сличен е пристапот и во нацрт националната ИКТ стратегија, но паралелно со тоа за двата крупни проекти кои што моето министерство ги има, тоа е платформата за интероперабилност, кај што ги поврзуваме сите институции на еден мост, на една платформа, на еден автопат ако сакате, и втората на националниот портал за услуги. Точно дефиниравме критериуми по кои што ги мериме успесите, прогресот или пак регресот или стагнацијата. Например, за платформата за интероперабилност броиме кои институции ни се активни на платформата, дали имаме нови институции кои што сме ги приклучиле и кои се тие, и бројот на трансакции. Гледаме дали тие се зголемуваат или се намалуваат. За порталот за услуги достапна е бројката и достапна и во јавност, ако отидете на веб страницата на порталот услуги Gov.mk, на најдолниот дел на страницата овие статистики се достапни, број на нови услуги, број на институции кои што се приклучени, број на трансакции месечно кои што ни се случуваат на платформата и вкупен број на трансакции. Добри се показателите, двојно е зголемена бројот на трансакции на месечно ниво на порталот услуги Gov.mk, а на платформата за интероперабилност овој месец ме израдува 20% пораснати се бројот на трансакции споредено со просекот од лани. Не се совршени бројките, но напредокот е впечатлив. Така што овие мислам дека индикатори ќе ни помогнат да мериме до каде сме стасани и што треба ново да направиме. Siç e përmendet edhe strategjinë kombëtare për TIC, ai është një dokument ambicios. Do të më thoni më shumë për deri ku jemi me implementimin e tij dhe cilat janë sfidat kryesore në lidhje me këtë proces? Амбициозноста на овој документ, убаво кажавте, се огледува во тоа што 8 години не е донесена национална стратегија за развој на ИКТ. А зошто е важно од друга страна, јас не сакам да зборувам за документи само заради документот како таков. Тоа е хартија од 200-250 страници, ќе напишете и ако ја заборавите на некоја полица во канцеларијата, не сте завршиле многу голема работа, но таа е значајна затоа што треба да биде нашиот патоказ што конкретно треба да се работиме целиот нареден период и второ, на еден систематичен начин да им каже на сите други институции што им се обврските. Што се случува во овој интерим период, во овој вакуум период? Секоја од институциите сама презема активности, затоа што дури и да сака нема на што да се реферира, не може да каже го преземам ова заради тоа што сте ми напишале во стратегијата, дека вака треба да се развивам. И затоа имате системи за документ менеджмент различни во секоја институција. Затоа двојно се плаќаат софтвери за безбедност, за заштита, за сајбер безбедност. Затоа се купува хардвер кој што не е потребен, па ќе го најдете во некои ходници. Затоа што не сфатила едната институција која што дели спрат со другата институција дека може да го користат истата опрема, истиот хардвер, па двојно набавувале. Кога имате националната стратегија, таа точно дефинира што можете, што треба да правите, а што не е очекувано да се прави. Во фаза сме на прв нацрт, веќе го изготвивме. Тоа е една голема работна група, преку 50 луѓе се вклучени во пишувањето на документот, поделено на 4 столба. Ја презентиравме минатата недела на секторската работна група во владата, пред стопанските комори,
пред европската делегација, други наши меѓународни партнери, секако сите институции, поканети беа и невладени организации. Мислам дека го финишираме таа прва фаза и потоа ќе ја пуштиме јавно на ЕНЕР за да може да прибереме и коментари од невладени организации, од граѓанскиот сектор, од граѓани заинтересирани или компании, а потоа мислам дека поставивме таргет до крајот на јуни да ја донесеме. Амбициозно е, затоа што навистина всеопфатен системски документ, но подобро е да имаме текст со кој што ќе тргнеме во негово исполнување и работа, па да му се навратиме 2026-2027, да речеме, можеби овде сме биле преамбициозни, можеби ваму сме биле помалку амбициозни, да го ревидираме документот, не се плашам од тој дел, но мора да имаме сеопфатен системски текст кој што за кој што ќе застанеме сите како национална стратегија. Si synoni të zhvilloni kapacitetin digital njerëzor në vend, a ka bashkëveprim, ndërveprim të institucioneve, ndoshta organizatave jo qeveritare të tjera? Еден од клучните 4 столба, освен инфраструктура, нови технологии, каде што е вештачката интелигенција, владење или услуги, е човечкиот капитал и дигиталните вештини. Можам да кажам дека ние сме прилично поназад од развојот на Европската унија во смисла на дигиталните вештини и во формална смисла да дефинираме кои се профилите кои што ни се потребни во поглед на ИКТ индустријата, дали се тоа електроинженери, машински инженери, дали се тоа експерти за сајбер безбедност или други некои профили кои што ни се потребни, но и во суштинска смисла колку работиме на дигиталните вештини на граѓаните. Во таа насока, уште пред да започнеме со пишување на ИКТ стратегијата, ние се обративме до Европската унија и во новата програма побаравме помош за два типа на услуги за дигитални вештини. Едниот е повеќе од 150 луѓе ќе бидат обучени за средно или напредно ниво на дигитални вештини во рамки на јавната администрација, не само во моето министерство, туку и во другите, со обврска тие да останат определено време на работа во институциите. Што значи ќе вложиме сериозни средства во нив, но ќе бараме од нив да останат во институциите. Ќе го формираме така наречениот академија или центар за дигитални вештини во нашето министерство, каде што овие луѓе кои што ние сме ги обучиле, потоа ќе го шират своето знаење со нивните колеги во нивните институции. Тоа е првиот аспект, многу сериозен проект, ќе почне втората половина на оваа година. И второто е услуги кон граѓаните за дигитална писменост. Ќе ги поделиме во категории, дали се деца, адолесценти или пак се повозрасни, и со нив ќе работиме на онлайн платформа која што ќе биде бесплатна, достапна за секој граѓанин да пристапи да може овие дигитални вештини пополека да ги стекнува. Во соработката со институциите, со академијата, односно со универзитетите, два клучни проекти кои што веќе ни се реализираат. Едниот е Innovate EDIH, тоа е Европскиот дигитален иновацијски хаб, кој што го поддржавме како влада со 60 милиони денари. Во партнерство се повеќе институции, Универзитетот од Скопје, ВОЕДЛ ФЕЙТ, Штип, Тетово и Битола, но и со приватниот сектор заедно, соработуваат на тоа да градат капацитети кај малите и средните предпријатија за дигитална трансформација, од вештини до тестирање, до нови технологии, примена на нови технологии. И вториот елемент кој што го имаат е обука и кон јавната администрација. Се надам дека ќе имаат квалитетни обуки за јавната администрација. Вториот голем проект е МК SafeNet, односно Националниот центар за побезбеден интернет за деца. Овде ние сме исто така голем конзорциум, од невладиниот сектор имаме квалитетни невладени организации, тука ни се партнери и УНИЦЕФ како надворешен партнер и надзор, но и исто така академијата, повторно го имаме овој пат Финки од УКИМ, потоа Универзитетот од Тетово, Југоисточна Европа и Штип, каде што работиме на градење на ресурси за основните и средните училишта за справување со предизвиците на децата на интернет, особено во смисла на вештина на препознавање на лажни вести, на некаков сајбер закана, сајбер напад, некој онлайн булинг. Едноставно да нашите деца се почувствуваат побезбедни на интернет, но не е фокусот само на децата, затоа и го спомнувам во делот на вештини, туку е фокусот и на наставниците, и на родителите, и на персоналот во училиштата. Со што се соочивме?
наставници, персонал во училиштата се генерацијата која што не по секоја цена помина часови по информатика, часови по сајбер безбедност, програми за тоа, и свесни дека тие можеби и не ги познаваат овие нови алатки, нови социјални медиуми, и затоа многу се фокусираме на градење на нивниот ресурс. Работиме и со нив, а центарот по неговото формирање, сега сме во фаза на физибилити студија, по неговото формирање на дневна база ќе одава тој ресурс. Ќе може да се обратат во Центарот за безбеден интернет, кој што ќе им даде потребни ресурси на секој наставник, на секој родител, како да се справуваат со новите предизвици на децата на интернет, и сметам дека со овој комплекс на 4 големи проекти кои што ќе ги развиваме во делот на дигитални вештини, многу ќе напреднеме и во делот на сајбер безбедност и заштита на интернет, но и во делот на некои нови вештини кои што се потребни на нашите граѓани. А do të përfshihet në mënyrë të strukturuar integrimi për sigurinë në internet në të gjitha nivelet arsimore, pasi që vazhdimisht ju e promovoni edhe këtë? Во рамки на проектот, и беше изненадување големо за мене, го одбележавме денот за побезбеден интернет во едно скопско основно училиште. Повеќе од 500 деца беа вклучени во само тој ден. Можам да ви кажам дека бев исклучително позитивно изненаден колкава беше респонзивноста, баш таа потреба за да си го кажат својот став, своето мислење младите, и од ликовни творби до конкурси кои што ги развивале, до една прекрасна презентација за сајбер безбедност на 2 деца од 8-9 одделение, сваѓате колку се потрудили, колку им е драга оваа тема, колку сакаат да истражуваат на оваа тема. И да го поздравам и персоналот од тоа основно училиште и педагогот, затоа што некако ја наметнаа темата, но таа веднаш беше прифатена. И цел месец мислам дека твореа на тема сајбер безбедност. Ако успееме на тој начин да се доближиме, да го зборуваме тој јазикот на младите, овие теми мислам дека нив им се дури и поблиски од колку што се на нашата генерација, и заради тоа ќе биде лесно да ја прифатат. Но не смееме да се претвориме во презентери кои што ќе одат од училиште во училиште, ќе презентираат својата приказна и ќе завршат со тоа. И заради тоа го поттикнав проектот и гледам дека тоа го прават секој од нашите партнери, дали Универзитетот од Штип, дали Финки или Тетово, се спуштаат на терен и разговараат со децата на еден многу подопадлив начин кој што им е близок, да и тие си ја кажат својата мака. Во втора фаза, мислам дека Центарот за побезбеден интернет ќе треба и да прибира информации, не само да дава ресурс, и да прибира преку некои форми на фидбек, за кои што ќе размислуваме во наредниот период, како да прими нешто ново што се случува, па да може да одговориме и на тоа. Но таа меѓусебна врска е многу значајна. Ваквите проекти ни помагаат, но сепак треба и проактивно институциите да слушаат што прават, што се соочуваат граѓаните, особено младите. Па тука важна улога играат и родителите. Дали имате во секој случај. Кога се случи овие закани за бомби, но во исто време кога беа предизвиците на една од социјалните мрежи, мислам дека TikTok беше во тој случај, каде што физички се повикуваше на физичко повредување, ние заработивме едно упатство кое што беше наменето и за родителите и за наставниците. Го споделивме преку педагошката служба до сите училишта и мислам дека им послужи. Таму ставивме неколку апликации кои што родителот дома може да ги симне на својот мобилниот телефон на неговото дете, а и на другите смарт уреди кои што ги имаат телевизори или друга опрема, и со кој што го контролира пристапот на децата кон кои апликации пристапуваат, но имаше и ресурси да прочитаат повеќе, да дознаат, да се информираат. Знаете, воспитувањето е примарна функција на родителите. И не треба да забораваме дека воспитувањето е исто и денес како што било пред 30-40 години, освен аспектот дека сега треба да ги воспитате како да се однесуваат и онлайн. Но базата, етичките, моралните вредности, вертикалата на почитување на повозрасен, на соученик, емпатијата, сочувствувањето, се прашања кои што се исти денес како што били пред 30-40 години, само латката е променета. Така што добрите деца денес се со добро домашно воспитување. Независно каде тоа го прикажуваат, дали кога се играат со своите другарчиња пред зграда или пред куќа, или пак тоа го покажуваат онлайн. Само светот се променил во смисла на онлайн алатките. Примарниот фокус мора родителите да го задржат на домашното воспитување. Kur përmendet të rinjt dhe gjithashtu përmendet edhe disa pjesë të lojrave të fatit, ndikimin e gjithë proceseve në sferën online, të rrjeteve sociale, aktivitetet e ndryshme të cilat bëhen të rinjeve,
por tani do të fokusohem më shumë në shtyllën për lojrat e fatit, cilat janë sfidat më të mëdha për të mbyllur platformat ilegale të lojrave të fatit dhe sa është efektiv sistemi aktual për ndalimin e tyre. Видете, многу безобразен е начинот на кој што нелегалните провайдери на онлайн игри на среќа се рекламираат кај младите, преку спонзорирани постови на социјални мрежи кои што исклучиво ги користат млади луѓе, преку TikTok и Snapchat до Instagram, но и на овие социјални мрежи кои што сите ги користиме, дали е Viber, WhatsApp или Telegram, тие интензивно се рекламираат и многу предизвикувачки го прават процесот на зачленување на млади кон овие онлайн игри на среќа. И ова е прашање на јавен морал. Не станува збор само за бизнис. Тука бизнисот влегува во кривично дело. И ако не го сопреме ова, ако не бидеме ригидни во ставот дека мораме да запреме со ова нелегално приредување на игрите на среќа, ние ќе се соочиме со раздробување на сите морални вредности во општеството, што ги спречува тогаш и клателниците исто тоа го прават. Ако може нелегално да приредуваат игри на среќа овие онлайн, што ќе биде и со овие кои што ги гледаме секојдневно со огромни реклами, билборди и така натаму. Така што мораме да зафатиме еден пристап кој што е многу тврд во оваа насока. Оваа недела го потпишав правилникот за спречување на нелегалните онлайн игри на среќа и од следната недела да почнуваме веќе со првите забрани. Ќе ја видиме реакцијата, ќе видиме како ќе се справуваме со овој процес и нема да запреме тука. Не исклучувам можност уште по сериозно да завлеземе во забраните на нелегалното приредување на игри на среќа, затоа што ова е, освен прашање на морал, е прашање на правда, на економска правда на нашите граѓани, затоа што таргетот не се оние кои што свесно размислуваат, кои што сакаат од игра да пробаат определена игра на среќа или тоа им е некаква вид на забава, туку се таргетираат најмаргинализираните лица, лицата кои што се во тежок социјален статус, млади лица, и тука борбата ќе биде неприкосновена. Duke marrë parasysh edhe kishim rastit të ndryshme të gjatë ditës së djeshme, gjithashtu kishim një rast në Shqipëri ku keq përdoren jo vetëm nga kompanitë të ndryshme apo biznese, por edhe nga familjarë dhe të afërm, të rinjt, të cilët keq përdoren për jetës sociale dhe përfitime personale apo ekonomike të tyre, të grupacioneve të ndryshme. A keni ndonjë bashkëpunim, qoftë me Ministrinë e Punëve të Brendshme apo me ndonjë institucion tjetër, ndoshta edhe me shkolla, universitete të tjera, për të parandaluar këtë? Мислам дека и Албанија и поширокиот регион се соочивме со оваа пандемија. И јас се сеќавам и на времето кога за прв пат почнаа приватните, можеме ги кажеме, или казина, тогаш уште не беа казина, беа повеќе кладилници, тоа не беше толку доминантно, особено некај младите. И тој процес тогаш беше за забава на луѓето кои што секако ќе гледат нека спортска утакмица или следат спорт. Денес тоа е прераснато во болест на македонското општество, но и на општеството и во Албанија, и Косово, и гледам по широкиот регион, затоа што го следам прашањаво. Начинот на справување Албанија отиде со целосни забрани и многу системски го прави тоа. Ние одиме со забрана на нелегалните приредувачи, но во исто време јас забележувам дека ќе треба да се позанимаваме посериозно со прашањето на легалните приредувачи на игри на среќа, дали тие се однесуваат целосно легално, дали таму влегуваат млади луѓе под 18 години, дали се прават несоодветни реклами како да привлечат млади луѓе или да привлечат некои категории на граѓани. И тука мислам дека повеќе треба да работиме на контрола, инспекцијски надзор на приредувачите, отколку на родителите, затоа што не секој родител е секогаш свесен каде се движи неговото дете, а овие се присутни насекаде. И во малата, и во трговските центри, и во местата кои што ги сметаме за безбедни за нашите деца. И мислам дека со сериозен инспекцијски надзор може оваа работа да се стави во некаква контрола. Сепак се сеќаваме на времињата кога ова не беше толку пристапно, достапно и толку популарно. Do të kishim shumë të flasim në këtë temë, por do të kaloj në shtylla tjera pasi që nuk na premton koha. Kur flasim për sferën online, ju keni paralajmëruar një ligj i cili do të bën rregullimin e mediave online. Deri ku është implementimi i këtij ligji, kur do të sillet dhe mbi cilat parime është ndërtuar ky ligj? Овој закон претрпува една помала измена во овој дел
и оваа недела помина во двете комисии, и Комисијата за дигитална трансформација и Законодавно-правната комисија. Прифативме дел од амандманите на пратениците и морам да кажам дека овој закон потекна, идејата за овој закон потекна од Сдруженијата на онлайн медиуми, кои што за жал, иако држат 30% од пазарот на информирање на граѓаните, што значи дека 30% од граѓаните се информираат преку нив, тие за жал не беа препознаени како медиуми. И со тоа не ги ползува правата кои што им следуваат како медиуми, а нивните вработени не ги ползува правата како медиумски работници. И затоа преминавме кон измени на законот за медиуми за препознавање на онлайн медиумите и секако гарантирање на транспарентност, професионалност, отчетност, како што тоа го гарантираме за другите медиуми со законот за медиуми. Истрпна беше прилично дебатата, неколку пати се сретнавме со различни здруженија, стигнавме до определен текст, пратениците добија дополнителни информации, дополнителна дебата, дадоа некои предлози кои што беа според мене во голема мера соодветни. И мислам дека во оваа форма сега законот ќе добие целосна голема поддршка од пленумот. Кажав неколку пати, не се работи за политичка идеја на мојата политичка партија или на владата, туку треба да биде ова една системска поддршка затоа што медиумите се насекаде и сите добиваме информации и од онлайн медиумите и треба да ги препознаеме. Се надевам дека и СДСМ и опозицијата ќе го поддржат законот и дека ќе имаме едно добро законско решение. Ова е во согласност со барањата на Европската унија кон Македонија во смисла на подигнување на транспарентноста во онлайн просторот, на гарантирање на сопствеништвото, уредништвото на онлайн медиумите и нивната присутност. Така што мислам дека ќе биде препознаено и од Европската унија. А јас ветив на една од тие средби дека по завршувањето на овој прв пакет на реформски закони, за кој што рокот ни е крајот на јуни 2025 година, со кој што ослободуваме 5,5 милиони евра грант за Македонија, околу 17 милиони евра вкупно средства за реформи од страна на Европската унија за реформската агенда, веднаш потоа крајот на летото и почетокот на есента започнуваме со една сеопфатна дискусија и дебата за национална стратегија за развој на медиумскиот простор, кој што нема да ја брзаме, нема да се донесе во 1 или 2 месеци, ќе биде една долга, сеопфатна, темелна дебата, на која што ако се договориме сите, нема да форсираме, да донесеме еден текст позади кој ќе застанеме сите, а кој што ќе значи можеби донесување на нов закон за медиуми, целосно согласен со Европскиот закон за медиумски права. Така што нема да го брзаме тој аспект, го брзаме овој дел со онлайн медиумите, затоа што сепак сметам дека треба да им го дадеме просторот кој што го заслужуваат, а потоа во една бавна, темелна дебата да донесеме едно системско решение за стратегија за наредните 5, 6, 10 години, како ќе го развиваме медиумскиот простор во Македонија. На почетокот на мандатот кажав и ќе се држам до тоа до крајот на мандатот, ниту едно решение нема да предложиме како министерство и нема да поддржиме во владата, кој што ќе значи влошување на состојбата. Ако можеме да подобриме, ќе одиме кон тоа. Ако не можеме да подобриме, сигурно нема да одиме кон тоа да се влоши состојбата или некој тврд систем на регулација да се предвидува или пак некое заграбување на медиумскиот простор во Македонија. Gjatë diskutimit me organizata të ndryshme jo qeveritare, organizata gazetareske, gjithashtu edhe me sektore të ndryshme, gjatë debateve të ndryshme është diskutuar me siguri edhe për faktorët, ndonjë regjistër të mediave dhe portaleve online, por si do të monitorohen apo filtrohen ato, cilat janë mënyrat dhe mekanizmat ku ju do të ndikoni që të kemi një ambient më të pasur dhe më të përgjithshëm të медијаве онлайн. Да, предвидовме Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги да отвори регистар на онлайн медиуми, каде што за да се регистрирате треба да имате двајца вработени. Направивме еден исклучок од тоа правило за еден вработен и едно ангажирано лице во мали или специализирани портали, затоа што се случи да има портали кои што имаат локален опфат во еден град, само објавуваат вести само за тој град или информации само за определено прашање, дали е тоа спорт или култура. И дадовме еден поширок простор да и тие може да се регистрираат во една категорија во регистарот на мали портали од мал опфат или специализирани портали. Со тоа регистрирање тие влегуваат во тој национален регистар кој што ќе го води Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Треба да кажам дека со овој закон не го менуваме изборниот законник. Во изборниот законник се уште финансирањето стои по старите правила, но се надевам дека со ова ќе поттикнеме контрола.
што значи дека секој ќе може да забележи дека некој медиум кој што се појавил според изборниот законник и бара средства, ќе може секој да види во регистарот дека тој медиум воопшто не бил активен или не се регистрирал. И со тоа мислам дека ќе се зголеми транспарентноста и отчетноста како се трошат средствата и за време на избори. Секако често зборувам, изборниот законник е материја која што треба да договорат сите политички чинители и се дека не можат да се усогласат или да се договорат, старата верзија на законот кој што веќе се преминува подолго време ќе стои, но отвараме врата за професионализација на онлайн медиумите и на онлайн просторот и мислам дека на тој начин ќе го поттикнеме дополнително да се професионализира. Kur përmendim shërbimet publike, çdo herë e shohim aty edhe qytetarin se si mund të ketë një interakcion. A ka ndonjë datë konkrete kur qytetarët do të mund të përdorin një platformë të unifikuar digjitale për të gjitha shërbimet publike? Тоа е националниот портал услуги.gov.mk. Кога јас дојдов на позицијата, имавме портал кој што имаше околу 120-130 електронски услуги кои што се достапни. Вчера баш проверив, во моментот се над 300 достапни на порталот. Што направивме? Еден проект кој што беше закачен со 135 дигитализација на 135 услуги го откочивме и тој завршува, што значи дека голем број од тие услуги веќе се дигитализирани, но во исто време се поврзавме со два клучни система, тоа е системот на катастар и системот на Министерство за образование. Бидејќи тие се развивани посебно и се прилично напредни и комплексни, решивме да не ги затвараме, туку националниот портал ќе биде како чадор портал на сите други портали. Преку единствен систем на најава, сите услуги кои што се достапни на тие поединечни помали портали ќе бидат достапни и на националниот портал за услуги, затоа што веќе средства се потрошени во тие институции и тие веќе гарантираат одржување на тие посебни системи, но движењето на граѓаните ќе биде многу едноставно, што значи дека нема да имате потреба да влегувате на порталот на катастар или на образование, работата ќе можете да се завршите од националниот портал, а за оние кои што исклучиво користат такви услуги ќе можете преку тој портал. Активно работиме со Министерството за локална самоуправа да и општините ги вклучиме на националниот портал. Дел од општините користат посебни портали или своји веб сервиси за услуги од граѓаните, но замислете што се случува. Еве, жител сте, да речеме, на општина Центар, имате некоја викендичка во Тетовско, а вашите родители имаат куќа, да речеме, во Велешко. Вие треба да посетите 4 различни портали за да завршите една едноставна работа, да платите комунална некоја услуга или да аплицирате за поставување тераса, да речеме. 4 различни портали, 4 пријавувања, 4 различни лозинки, 4 различни акаунти. Ова не смееме да го дозволиме. Заради тоа, националниот портал за услуги ќе биде чадор платформа која што ќе ги нуди сите услуги за граѓаните со едно пријавување, еднаш ги запамтува вашите податоци и преку дигиталниот електронскиот идентитет еднаш пристапувате. И второ, гарантираме кај општините одржливост. Што значи дека сите услуги што ќе ги развиеме на националниот портал, општините нема да ги плаќаат. Одржувањето на националниот портал ќе го плаќа државата и од тој аспект ќе гарантираме дека помалите општини еднакво ќе се развиваат во дигиталниот простор како и поголемите. Сега сме оставени дека општините кои што имаат средства обезбедиле, најчесто поголемите имаат кадар, може да си го дозволат тоа, помалите се оставени некако на заборавот на времето и заради тоа мораме да ги агрегираме на една платформа. A keni menduar për ndonjë formë të edukimit më masiv, ndoshta në forma të ndryshme, siç bëhet edhe në vende të ndryshme, duke marrë përvoja të vendeve më të zhvilluara nëpërmjet lojrave që të vendoset në praktikë, ndoshta mënyra e edukimit dhe të jemi sa më afër qytetarëve? Чудно за министар за дигитализација, ама јас уште си ги читам книгите во хартиена форма. Точно е, и замерка беше на Државниот завод за ревизија дека недоволно е популаризирана дигиталната платформа услуги GovMK. Искрен да бидам, не бев задоволен од изгледот на платформата кога дојдовме на позиција, некако беше оставена во времето кога била развиена, никогаш не била редизајнирана и затоа до декември месец ја редизајниравме. Сега изгледа комплетно поинаку, многу поедноставно, многу почисто е распоредот на таа платформа и затоа оваа година планираме една сопфатна кампања во околу 10 градови, некој вид на караван на Министерството за дигитална трансформација, кој што баш така на едноставен, на пријателски начин, со забава, со игра, ќе гледаме да доближиме националната платформа за услуги и да
што повеќе луѓе да ги зачлениме на националната платформа, да им ја објасниме, да биде попрактична. Во моментот имаме околу 150.000 корисници, го зголемиме и бројот, процентот на активност. Сега имаме 0,75 услуги по корисник, беше 0,5, што значи дека 25% раст. Не сме задоволни. Мислам дека ќе треба да работиме на зголемување на искористеноста, но и на бројот на нови членови на порталот или корисници на порталот, и се надам дека со оваа кампања и со кампањата која што веќе ќе започне да се спроведе од наредната недела за Центарот за побезбеден интернет, никако ќе подкренеме свесноста на граѓаните за придобивките од дигитализацијата. Дали ова ќе се случи во тие општини, руралните места? Сепак знаеме дека таму не се користи многу дигитална технологија, а сепак треба да биде тоа многу достапно за повеќе. Особено кога се фокусираме на регионите каде што имаме веќе вработени. Ние имаме повеќе од 80 луѓе кои што ни се распределени низ цела држава, од Липково до Гевгелија и од Охрид, Ресен до Делчево. Така што вработени имаме, луѓе имаме, кадар имаме и ќе бидеме распространети низ целата држава со фокус и на руралните и на урбаните средини, да не запознаат луѓето. Мислам дека недоволно не познаваат и нас и порталот, и со на овој начин мислам дека се повеќе и повеќе луѓе ќе закачуваме на платформата. Дискутираме, размислуваме и за овие киосци, гледам дека се популарни во регионот, за добивање на некаква услуга од киоск, без да посетувате некаква канцеларија. Мислам дека нешто ново ќе имаме и на таа тема оваа година. Ја верувам дека втората половина на оваа година ќе имаме напредок во овој процес. Верувам во напорот што го правите како Министерство за дигитална трансформација, пошто ги следиме тие реформи. Јас ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Фалимендерит, ви благодарам многу на поканата и поздрав до вашите гледачи. Се надам дека ќе имаме можност и понатаму да дискутираме за овие теми. Секако. Благодарам. Të nderuar teleshikues, këtu edhe përmbyllim këtë edicion të emisionit Bashkimi Evropian dhe ne. Ju faleminderit për momentjen me të cilën na ndoqët. Shifemi javën e ardhshme. Mirëmbëngjes.